Почитувани колеги министри, навистина значајно е што денеска сте заедно со нас на оваа конференција и што навистина се покажува во пракса поддршката на владата по однос на воспоставување на еднакво општество за сите во нашата држава, кое што навистина не почитува дискриминација и кое што поддржува унапредување на правата на сите граѓани. Јас сметам дека ова е прва конференција во регионот која што го застапува ова прашање и е водена од државна институција. Но за тоа сметам дека се залагавме уште кога бевме опозиција и како влада во пракса ги испорачуваме сите активности за кои што сме се залагале како опозиција и тоа е она кое што чувствувам дека граѓанските организации го поддржуваат и токму затоа ова влада е силна затоа што сите граѓани ги почитува на еднаков начин и дава шанса секој да се развива подеднакво во ова општество и да го даде максимумот во развој на истото ова општество. Морам да истакнам дека го донесовме законот за недискриминација, токму во широко партнерство и консултација со сите граѓански организации, со сите активисти, и тој закон помина во собранието. Во очекување сме за воспоставување на нова професионална комисија, која што ќе треба да го даде својот максимум и да ги заштити граѓаните од каков и да е тип на дискриминација. Дополнително ја ратификувавме Истанбулската конвенција, која што вели не сме да има насилство врз никој во државата. Тука ги вклучува и LGBTI луѓето, истата таа конвенција. И токму затоа, не само декларативно да ја ратификуваме Истанбулската конвенција, туку за прв пат државата финансира и шелтер центар во кој што може да се сместат жртви од LGBTI луѓето кои што, да речеме, поминали за недредена траума и таму да бидат заштитени. Дополнително МВР веќе работи, но тоа ќе зборува министерот за внатрешни, да парадата во сабота се одвива на најмирен можен начин. И тоа кажува дека едноставно ја почитуваме различноста, дека ги почитуваме сите граѓани и дека се бориме секој ден со секој чекор како влада да ги прифатиме сите оние кои што имаат различно размислување, различна сексуална ориентација, различен етникум, затоа што само така може да одиме напред како држава. Јас не би должела повеќе, посакувам да имате успешна конференција и истата оваа конференција да ја спроведат сите држави во регионот и да ние како Македонија може да се похвалиме дека сме лидери, но исто така и дека сме поттикнале одличен развој во целиот регион. Благодарам. Благодарам, почитувани присутни, почитувани колеги министри. Кога се говори за еднаквиот пристап до правдата во контекст на темата и на оваа конференција и од аспект на полициското работење, нема никаква дилема тргнувајќи од фундаменталното уставно правно начало на еднаквост пред законите. При тоа за нас како Министерство за внатрешни работи од суштинско значење во доменот на проблематиката за која што говориме е не само недвосмислената законитост во постапувањето, туку и максимално професионално стандардизирање на полициското постапување, дотолку повеќе што се работи за многу сензибилна материја, која нужно бара дополнителна и континуирана едукација, непристрасност, односно ослободеност од низ за претежно социокултуролошки стереотипи и предрасуди, како и објективност во проценката и постапувањето во сите случаи на криминално поведение, што во себе како мотив го има овој облик на дискриминација. Дополнително, со дефинирањето на кривичното дело омраза како кривично правно действие насочено меѓу другото и кон припадниците на ЛГБТ заедницата, а во рамки на измените и дополнувањата на кривичниот законник на Република Северна Македонија од крајот на минатата година, практично се овозможи на тамошно продлабочување и прецизирање на постапките и процедурите на полициското работење во таквите случаи. Впрочем, Министерството веќе има конкретни најави преку мисијата на ОПСЕ во нашата земја за натамошно партиципирање на нашата полиција во новиот повеќегодишен акционен план на програмата насочена кон сите облици на криминал од омраза. Во овој момент веќе можеме да оцениме дека се фундирани соодветни нормативни рамки кои што ни овозможуваат квалитетно јакнење на институционалните капацитети и на неопходната меѓуинституционална соработка во поглед на криминалот од омраза за еднаков третман кон сите граѓани, вклучително и на ЛГБТ заедница. Се разбира, погорено тираното само по себе не е постигнување по кое треба да застанеме. Напротив, пред нас има уште многу работа, дотолку повеќе што феноменот на омраза како општествено противречност или девијантност чија што основа може да има различен бекграунд, почнувајќи од социјалните,
образовно-воспитни, преку економски, па се до личностни или психолошки мотиви, не може да се реши или преминира само со репресивни мерки. Сметам дека од суштествено значење, особено од аспект на превенција, е прецизно детерминирање на институционалните перформанси, независно дали се работи за владини или невладини организации. При тоа исто така прецизно конципирање на идеи, предлози и решенија, кои што нема да бидат парцијални, туку спротивно на тоа, кои ќе корелираат меѓу себе во насока на воспоставување на здрави општествени стандарди и вредности за поефикасно анулирање на појавата на криминалот од омраз. Што се однесува до полицијата, за нас е примерно на тамошното засилување на превентивната работа, вклучувајќи и континуирана обука на професионалци кои што се во контакт со жртвите, како и со работка со невладините организации, но и со медиумите во насока на динамично напуштање на стереотипите како едни од катализаторите на феноменот на омраз. Уведен сум дека од огромна важност е да се допре до секој поединец во преиспитувањето на предрасудите, на штетните застарени практики и поведенија, на дискриминација по било кој основ, вклучително и по основ на сексуалната ориентација на луѓето. Искрено очекувам оваа конференција да даде своја квалитетна контрибуција во такви наши напори за градење на правично и просперитетно општество за сите. Ви благодарам на внимание. Благодарам на поканата. Драго ми е што присуствуваме на ваква конференција, која што има представници на власти, на граѓанскиот сектор, посебно за едно вакво прашање, кое што очекуваме многу напредок. Дел од работите кои што заеднички ги испланиравме веќе се аплицирани, меѓутоа дел од работите и понатаму заеднички ги градиме. Во нашите позитивни законски прописи веќе е влезено елиминацијата под основна дискриминација во однос на родовата припадност, во однос на сексуалната определба. Тие законски прописи во континуитет ги надградуваме и сега многу од овие припадници ќе бидат членови на комисиите за унапредување на правата на пациентите. Меѓутоа, тоа што сакам да го потенцирам е тоа што од минатата година во еден навистина инклузивен процес преку постапката за social contracting ние направивме соработка со граѓанските организации, со граѓанскиот сектор за спроведување на една многу значајна програма, а тоа е ХИВ превенцијата, која што голем интерес има и LGBTI заедницата. Имено ги препознавме граѓанските организации како еден клучен фактор кој што може навистина да ни помогне во спроведувањето на овие програми и тоа се покажа во пракса сите овие изминати повеќе месеци. Меѓутоа, сакаме тоа да биде еден систем кој што ќе се и официализира и затоа во новата измена на Законот за здравствена заштита граѓанските организации се внесени како официјални даватели на здравствени услуги. Го зголемивме и буџетот на сметка на обезбедување на лекови од други извори и сега имаме поголема сума на средства која што ќе припадне на граѓанските организации за остварување и реализирање на тие програми. Во соработка со повеќе колеги кои што се директно вклучени во андрогената, во реконструктивна хирургија, на одделението за урологија дававме поддршка да се формира за прв пат одделение за реконструктивна урологија и андрогена хирургија со еден наш искусен уролог кој што многу години на нас за да работи на ова полиција ќе може и официјално преку официализирање на тоа одделение согласно последната измена на систематизација во Законот за здравствена заштита, тоа се формализира и една сериозна група на пациенти кои што до сега помош и третман бара во странство може да се третираат кај нас. Истовремено услугите во однос на реконструктивната уролошка хирургија кои што до сега беа достапни само во приватните клиники преку соработка со еден врвен уролог од нашата околина познат и кај нас во Европа и во целиот свет стана бесплатни на нашата за сега клиника за детска хирургија. Понатаму сакам да истакнам дека работиме на воведување на иновативни методи за ХИВ превенција, се градат протоколи, повторно соработка со граѓанските организации. Јас верувам дека тие ќе бидат во следните година дена достапни за сите на кои што тоа им е потребно. Ќе поздравам соработката со граѓанскиот сектор, јас искрено верувам дека таа ќе продолжи и понатаму. Сакам да ги охрабрам сите дека државните институции се институции со отворени врати, дека градиме едно општество за сите
и дека верувам дека заеднички ќе постигнеме многу заради тоа што очигледно дека општествените текови дефинитивно се менуваат. Благодарам. Thank you so much. I should have learned at least to say thank you in Macedonian. Dear ministers, dear participants, this is an historic moment, as we said yesterday, and I hope it's not going to stay only history, but it will become a reality for LGBTI persons in Macedonia. I'm very happy to be here. The human rights for LGBT people is an evolving agenda. We have constantly emerging issues, and I have to say that for the last 5 years, working with this issue, the Council of Europe, I have noticed an extreme positive situation in all member states. We have now around 27 member states that they recognize same-sex partnerships or marriage, and this is more than half of the member states of the Council of Europe. So it is, we are talking about the universality of human rights. It is not a new human rights, it's the human rights for all. But this progress is fragile, and I would like very much to mention in this room now that we should not think that it's going to be an easy battle for you, because you have a lot of opponents. It's very good that you are 3 ministers here today, and you will continue to carry on with your agenda, but think that outside, still the environment is hostile. And the opponents, they use also the same argumentation as you are using. They're talking about values, they're talking about family, they're talking about human rights. So you have to be prepared. And you have to stand up when hate speech, for example, coming from the religious leaders occur in the media, because freedom of religion does not mean that we impose our beliefs over the freedom of other people, or that we provoke violence. So, as we have seen in other member states, freedom of religion sometimes is a very complex notion, and we have to be clear. It is not okay. Hate speech, it's not okay. So I am very happy that 3 of you mentioned the role of the civil society, and this is the key partner for you. Council of Europe, of course, is a key partner, because we are here to cooperate with you and to offer you whatever you are asking. Not a lot of money, but a lot of expertise, a lot of political support. We can open doors for you for other member states that they have advanced, and because they had some easiness with societal changes, but I'm sure it will come. And it will come also through the education. You should not forget education and alliance with the parents. Parents' role is not to raise their children according to their own beliefs. This is not a human right. This we have to make clear, and we know that a lot of violence occurs within the family and within the extending family. So I think it is important also to get parents on board. And there is a network of parents, and I think it is very good if in your work you really try to work with them. So I really thank you very much for working together, for making Macedonia a better place for all, and looking forward to the cooperation with you. Thank you. Благодарам, Джилтен. Почитувана министерка Мила Царовска, почитувани министри за внатрешни работи и за здравство, почитувана госпоѓа Цицеку. Но исто така почитувани лесбијки, геј мажи, бисексуалци, бисексуалки, транс, интерсекс луѓе кои сте денес овде, секако почитувани поддржувачи, ми представува голема чест и задоволство да се обратам на отворањето на денешната конференција, која навистина сметам дека е историски момент. Го кажавме тоа неколку од нас, го кажавме и сношти.
Во времето кога ја основавме ЕРА како мрежа и кога разговаравме дека здружувањето на невладините организации од регионот мора да оди паралелно со здружувањето на владите од регионот, во Македонија владееше најтемниот период на хомофобија и трансфобија. Видете каде сме денес. На првата конференција на ЕРА, која беше во Приштина, во Косово, беше незамисливо да имаме владен представник од тогашната Македонија, како што за жал денес се уште е незамисливо да имаме представник од Турција, но тогаш господјата Мила Царовска, како представничка од тогашната опозиција, дојде на првиот состанок и се заложи дека ако, кога би била дел од владата, ќе работи на унапредување на правата на ЛГБТ луѓето. Како и повеќето од вас, јас сум долго во овој бизнис, па сум чула многу празни ветувања од политичарите, и затоа може да замислите какво изненадување е денешната конференција за мене, која не е изолиран случај, туку е една активност во серија активности кои во изминатите 2 години се спроведуваат од државата во насока на унапредување на нашите права. На последната конференција на ЕРА, која беше всушност во Македонија, групата се сретна, регионалната владина група се сретна и одлучија да се структурираат. Па така за прв председавач на таа група беше избрана токму нашата министерка и оваа активност, оваа конференција на некој начин доаѓа како прв самоорганизиран настан на оваа група. И зошто е овој важен? Зошто е овој важен настан и зошто оваа владина група е важна? Е тоа што ние во Западен Балкан и Турција, кои за жал денес не се тука, но се надевам во една од следните години ќе се смени и таму контекстот и ќе се приклучат, ние делиме сличен политичко-општествен контекст. И многу е лесно меѓу себе да ги разбериме проблемите во процесите кои се случуваат во земјите и меѓу себе да си дадеме поддршка. Отколку некој од глобалниот север или од запад да ги разбере процесите во нашите земји. Некои од земјите во пристапниот процес кон ЕУ, а сите 6 од земјите во Западен Балкан се движиме кон влез во ЕУ, некои од земјите се многу понапредни, некои малку стагнираат, и во оваа група, во настани како оваа конференција, си даваме поддршка меѓусебно да се движиме напред. Па затоа, владите кои се присутни во оваа група, на некој начин и се обврзуваат дека во унапредување на правата на ЛГБТ луѓето ќе работат меѓусебно, но и ќе работат со ЛГБТ луѓето и ЛГБТ активистите од регионот. Се залагаат за значително учество на ЛГБТ луѓето во сите процеси на политичкиот, општествениот, економскиот и културниот живот, кој што впрочем министрите денес истакнаа. Дека ќе се залагаат за унапредување на законските рамки и ќе ги препознаат дискриминацијата и насилството врз ЛГБТ луѓето и ќе се залагаат за спроведување на тие законски рамки и на крај ќе се залагаат за менување на мислите и срцата. Како што и министерот кажа, ние веќе чувствуваме како општествените текови се менуваат, но допрва следи уште многу работа за да се адресира целиот говор на омраза и целото насилство кое во општествениот дискурс е се уште присутно. Оваа конференција ќе отвори простор, ќе креира простор да ги отвориме сите овие прашања и многу сум сретна што ќе имаме можност да чуеме и владини представници, но и ЛГБТ и луѓе и на база на тоа што ќе се дискутира на оваа конференција и меѓу владината група ќе направи програма за работа или ќе ги следи заклучоците од оваа конференција, но и ние како ЕРА, како мрежа ќе ги следиме заклучоците и заедно со оваа група ќе ги спроведуваме. Со тоа јас ни посакувам успешна конференција на сите и уште поуспешен прајд во сабота на кој се надевам сите ќе ве видам. Ви благодарам.